овие денови во медиумите главните содржини се однесуваат на аерозагадувањето и тоа еве ни се повторува речиси секогаш кога доаѓа сезоната на грејење. Се кренаа дебатата за тоа што треба да се направи, што е постигнато до сега и во кои насоки треба да се движи борбата за спречување на загадувањето, за намалување на загадувањето и така натаму, а во исто време се заборава дека во одреден период во нашата земја постоеше еден стратешки пристап кон ова прашање кој беше наречен план за чист воздух. Во обликувањето на тој план за чист воздух учествувавте вие, тогаш како заменик министер за животна средина, но ја презедовте функцијата претседател на интерресорската група која ги опфати сите институции, структури кои беа на било кој начин засегнати од ова прашање, кои можеа да учествуваат во оваа насока за да се спречи, да речеме, конечно да се реши на одреден начин за аерозагадувањето во градот и во земјата. Како од денешен аспект би изгледа изјавата на актуелниот премиер Мицкоски кога вели 7 години буквално камен на камен не ставија, ако зафатеа да работат нешто, можеби до ова и немаше да дојде, односно можеби ќе беше поинаку. Тој сега тоа го вели. Што потикнува оваа констатација на премиерот кај вас? Ми изненадува сосема непотребен коментарот, бидејќи тоа е политика, не нуди решение. Мислам дека треба да бидат и ВМРО, ДПМН и премиерот искрени и да погледнат што се случувало и да продолжат со темелите кои што се поставени. Од оваа дистанца да коментирам прво Европската комисија во својот извештај за напредокот на нашата држава. Јас ќе дадам два примери кои што не се од домашни извори. Европската комисија нотираше во својот извештај дека за прв пат е донесен план за чист воздух во нашата држава и тој стана стратешки приоритет. Борбата со загадувањето стана стратешки период во владата уште од 2017 година кога премиер беше господин Зоран Заев. Интерресорската работна група имаше една новина кога јас имав одговорноста да ја водам, а тоа е приклучивме и поканивме и граѓански организации да бидат дел од тоа и тие со свој придонес и дадоа свој придонес и во формирањето и креирањето на планот за чист воздух. Ме вративте малку назад со една доза на сентименталност. Убаво беше кога прочитав дека амбасадата на Шведска во Босна и Херцеговина ги повикува властите да го видат планот за чист воздух што е донесен во Македонија. Да ми кажете, тоа што беше подготвено како план за чист воздух е во архивите на владата на Република сега Северна Македонија и може тие што ќе сакаат да се повикаат на некаков континуитет на сите овие резултати за кои вие сега зборувате, едноставно може да се навратат на тие документи и да ги продолжат или да ги ревидираат, но во основата тие беа поставени. Да, тие ги кажуваат, ама како своји. Инаку, министерот за здравство кога зборува за замена за нееколошкиот начин на затоплување во болниците, тоа е дел од планот што е направен. И јас се сложувам дека требаат повеќе години, но темелот е тој. Планот, акцијскиот план е тој. Не постои земја која поразлично го решила. Во Полска ги заменувале во делови кои што биле блиску до рудниците, затоплувањето од јаглен ги ставале на газ, субвенционирале. Во сите европски држави имале со субвенционирање или со помош од државата замена на нееколошките извори на затоплување, регулирање на урбаното зеленило, поставувањето на филтрите и практично на сите тие елементи во другите, како најдобри практики од другите држави, ние практично ги вметнавме во тој план за чист воздух, каде што како категории се начинот на затоплување, транспортот, делот на индустријата и урбаното зеленило, да кажем, во едни 4 глобални компоненти. Тоа беа тие компоненти од властите на кои главно беше поставена целата стратегија за планот за развој. Еве, например, два примери ќе дадам. Еве, премиерот Мицковски можеби не го сеќа, ама
Например, на иницијатива на интерресорската работна група, владата прифати иницијативата, зборувам каде не само државните институции, значи повторувам дека и граѓански организации учествува. За планот за чист воздух се организираше посебна дебата со граѓанските организации и нивните предлози се дел од планот за чист воздух. Потоа, од кога се креираше планот за чист воздух, имаше една донаторска конференција каде што представници од амбасадите беа представени. И она што денеска во некои градови се случува како иницијатива на шведската организација СИДА заедно со UNDP, кои и тогаш голема помош дава и на планот и на активностите, се практично дел од континуитет на мерките. Таа е некоја, да кажам, сатисфакција, но навистина е непотребно да ги забошотуваме работите. Но еве, например, една иницијатива беше ДДВ-то за парното да се намали од 18 на 5%. И сега, еве, премиерот и другите од ВМРО ДПМН, предпоставам, плаќаат поевтино парно заради тоа. Вајде да се сеќава. Или пак еве во малото, каде што, како што читам, не знам точно каде живее премиерот, во Влае, во градинката Пролет, со инвестиции од 55.000 евра, со пумпи вода, воздух, се замени начинот на затоплување кој пред тоа беше на нафта. Замислете, дечиња во градинка доаѓаат каде што се греат на нафта и се трошат годишно 14 тони нафта. И сега имате, и практично тоа одговара на 30 куќи што загадуваат. И се направи инвестицијата и сакам да потенцирам. Значи, замената на нееколошкото извори на затоплување, без разлика дали е нафта или дрво, со еколошко. Не само што е заштита на животната средина, туку и има и економска заштита. 3 до 4 пати поевтино сметките се намалени во сите оние објекти каде што се интервенираше. Во даден момент, во 20-та година, дојдовме во ситуација каде што во центар општина, во аеродром, во Карпош, вие немате градинки или училиште што загадува. Вие немате средно училиште во Скопје што загадува. Кога зборуваме за овој тип, ова што го кажувате, тоа претпоставува и гледам во тоа една мобилизација на сите оние што ова е, да, со свој придонес можат да го направат. Апсолутно. И веројатно ова е работа на сите. И сите треба да учествуваат. Не погрешен е пристапот, ај сега ќе почнеме од нула. Или на пример, често што се или сега во дебатата од нема и каде, владата го потребува терминот когенеративна централа ќе правим. Да, таа се прави 5 години. Во следните 5 години што правиме? Ни требаат и некои краткорочни мерки. Ни требаат некои така наречени меки мерки, за да можеме да се справиме и во овој период. Но кога се извинувам, но кога зборувате дека мојот, еве како вика владата, мојот пристап е когенеративна централа, ама она што го научив 14 години во парламент е политиката ви се гледа во буџетот. Во која ставка од буџетот за 25-та година стои когенеративната централа? Газ? Не, нема. Напротив, има помалку средства во развој на енергетиката, а она што мене ме загрижува, а и региони одреден дел регион од Македонија, е делот на зголемени средства за геолошки истражувања. Пак зборуваме од аспект на заштита на животна средина, да не влезе владата во една рударска варијанта по примерот на Србија, бидејќи доста политики копирата таму. Што значи дека можеме да зборуваме во тој случај за зголемување на опасноста од загадување на животната средина. Да, апсолутно. Да вратам пак на планот за чист воздух. Може ли да кажете, например, се тоа што кажувате е холистички еден пристап, сите да бидат опфатени, но во исто време граѓаните тогаш, а веројатно и сега, ги интересира и ова што го спомнате дека на долг рок можеме да зборуваме за некоја стратегија, но граѓаните ги интересира што можат они да очекуваат во наредната недела, во наредниот месец, барем на некој начин да се намали тоа загадување. Дали имаше такви резултати кога беше планот за чист воздух? Апсолутно, има многу податоци кои што зборуваат, можам да цитирам дека
само во 12 градинки кои се замени нееколошкиот извор на затоплување, се изгенерираја помалку или се генерираја помалку од 135 кг PM2,5 честички или 176 PM10 честички. Постигната е заштеда во тие градинки од 95.000 евра. Значи, зборувам, секогаш има и економска и еколошка заштита. Во 29 основни училишта се интервенираше со планот за чист воздух, се намалија 429, мислам, килограми PM2,5, околу 559 PM10 честички со заштеда од скоро 300.000 евра. Тие се конкретни податоци. Планот вклучува во себе и инвестиции и во енергетската ефикасност. Тој носи заштеди до 30% за сметките на објектите каде што се интервенираше со ово делот планот за чист воздух или пак проекти кои што тогаш, како на пример преку Светската банка се реализираа. И затоа видлив и како бројка и како пари, но пред се како здравје се јасни податоците. Споредено со 2016 со 2020 година во центар, во ректорат, во државниот мониторинг систем јасни беа податоците дека е намалено загадувањето. Имаше еден обид тоа да се девалвира дека имало повеќе воздух, повеќе ветер или дождови, но и метеоролошките податоци после покажаа дека во 2019 година имаше многу помалку дожд отколку во 2016 година. И затоа велам, политиката нема да помогне на решавање на аерозагадувањето, требаат конкретни мерки, краткорочни, среднорочни и долгорочни, но додека ги чекаме долгорочните и некако тие да се појават во буџетот, нас не требаат реални мерки кои што секој може да придонесе да се имплементираат. Пак ќе вратам на сеопфатноста во ангажманот на сите институции и структури што беа важни да бидат вклучени во таа работа. Кога имате една таква мобилизација, имаш ли тогаш некој систем, контролен механизам, да речеме граѓанските организации учествуваа, но веројатно тие очекуваат после одреден период да видат дали дел од тоа се реализира. Имаше ли такви контролни механизми? Па имаше, ние ги одржувавме постојано состаноци, имаше постојано се проверуваа мониторинг станиците од државниот мониторинг систем при Министерството за животна средина. Еве сега се сетив во процесот на една иницијатива огромна, исто беше во владата на господинот Заев, за инверторите во Скопје, Битола, Кичево и Тетово. Тогаш за мониторинг, за процесот на имплементација беа ангажирани од граѓанските организации, бидејќи транспарентноста беше на ниво и потоа се префарли таа топка, да кажем, на општините. Еве и сега гледаме, се даваат инвертори. Тие се некои мерки кои што се напишани, проверени во повеќе држави, функционирали кај нас. Знам дека заради енергетската криза и заради сиромаштијата одредени граѓани можеби се повлекли, се вратиле на нееколошки извори на затоплување, но тоа е задачата сега да се направи амбиент, да се регулираат тие работи. Еве, зборуваме, велите дека не е доволно само владата, не е доволно само градот, потребен е еден голем ангажман, широка акција околу ова прашање. Дали тоа значи дека ние треба да зборуваме за зелен договор во Македонија? Зборувавме и прифативме европски зелен договор, но еве, нели ова го налага ова прашање да постигнеме некој консензус за зелен договор во Македонија? Како особено битно прашање, бидејќи еве, по статистиките велат дека повеќе од 3000 луѓе умираат и од последиците на аерозагадувањето. Тоа се сериозни и алармантни бројки. Ни треба ли зелен договор? Апсолутно, јас мојот, да речеме, ангажман во Министерството за животна средина го завршив со таков предлог до владата, бидејќи очигледно беше дека после зелениот договор, европскиот зелен договор, кој што се издигна со доаѓањето на фон дер Лајен како позиција на подпредседател, што беше воден од социјалдемократите, се наметна како приоритет и како укажување. Јасно беше дека ќе се формира зелен договор за Западен Балкан и затоа тогаш инсистирав да бидеме ние пионери, да ја покренеме ние таа иницијатива. Нас ни треба еден зелен договор за конечно
политиката да ја тргнеме од решавањето на животната средина. Да, инвестициите чинат пари. Понекогаш не се фер, социјално гледаме Германија, затварањето на термоелектраните си носи и свој политички ефект. Но кога имате консензус еден општествен, не само политички, во тоа тука викам да се вклучат и граѓанските организации. Науката задолжително, бидејќи новите иновации во користењето на водород, во користењето на други технологии ни се неопходни во овој период и во таков еден случај ќе се знае во кој правец ќе се развива, бидејќи заштитата на животната средина, справувањето со климатските промени се основа за новата одржлива економија која што се јави и не примори да ја правиме после ковидот. Јасно беше во ковидот кога не се одеше на работа, кога немаше толку возила по низ улиците, во кој правец треба да се оди. И кога правите денес муабет за една одржлива економија, таа се базира пред се на зелената транзиција, на заштитата на животната средина и тоа е и заедно со и дигитализацијата, тоа се, како ги викаат, браќа близнаци во овој момент кој што ја водат и се води како политика на Европската унија. Зошто ние тоа да не го направиме? Ние имаме јасни обврски превземено. Термоелектраните загадуваат. Јагленот. Тоа све треба да се замени. Но тоа да се замени, ние можеме да го направиме со замена од домашни извори или со увоз. Гледате, увозот не е секогаш фер. Цената не знаеме заради геополитичките случувања какви енормни цени се достигну и затоа не само ние, него сите влегува во енергетска криза. Снабдувањето со газ, изворите што постојат што постојат во Украина. На почеток нели не требаше да има покачување на цената. Сега се најавува некое скромно мало, но затоа ако имате вие домашни извори, тогаш ќе биде полесно. И во таа инвестиција во еден општествен консензус ќе се договориме дали чебрени градишта ќе оправиме ние или со странски, дали МИТ или НЕОС ќе биде со наши пари или како стратешки инвеститори, така и други конекторот кон Грција. Значи, тие се темели кои што треба да ни кажат во кој правец ќе оди зелената транзиција во нашата држава и без разлика која влада ќе дојде, само ќе ги продолжи проект. Вака, секогаш враќајќи си на почеток од нула или зборувајќи едно во опозиција, а друго на власт, не може да има ефект.